Добре дојдовте во Магична сцена. Во Струмички театар се случуваат преубави представи. Еден од водечките актери е Коста Ангов и ми е задоволство кога зборувам со него, кога имаме што да си правиме муабет и приватно, а и професионално. Коста ми е еден од омилените актери воопшто на македонската театарска сцена, затоа што кога и да го гледам во било која представа, тој е посвеж, понов и победителен за улогата која што му е додадена. Последно што те гледав, што ми остави огромен впечаток, беше во Животинската фарма, во режија на Бубе Ѓорѓевски од Битола, режисерот кој што во моментот повторно работи во Струмички театар Тетовирани души, повторно си дел од таа екипа, но можам да кажам дека за таа улога сигурно дека требаше да ја освоиш наградата на Војдан Чернодрински, не ја освои. Тоа се случува многу често, можеби сплет на околности, можеби некој X фактор кој што одлучува дали ќе биде или нема да биде, но сигурно сите оние кои што ја гледаа представата те запамтија како апсолутен победник, бар што се однесува до глумачкиот дел. Инаку представата е преубава, скоро и да не очекуваш дека од театарот на трешноста ќе излезе едно такво ремек дело, но всушност многу представи од натрешноста, дали се работи за Прилепски театар, дали се работи за Битолски театар, дали Струмички театар, им се погаѓаат такви бисери што не можат никогаш скопските театрини да сонуваат дека може да имат такво нешто на нивниот репертоар. После тоа следуваше 70 години од прославата на Струмички театар и неколку најнаш излезени проекти, 3-4, во кои што голем дел од тешките улоги, тешките задачи за една представа ги имаш, Коста, токму ти. Добре ни дојде во Магична сцена. Добро ве најдов. Благодарам. Сега каже нешто после овој вовед. Немам што да кажем, просто сум оставен без зборови, значи ти благодарам пак за убавата најава, значи секогаш кај тебе имам убави најави. Па не знам од каде да почнам, начина многу теми. Еве за Животинска фарма, значи се согласувам со тебе, за мене тоа е една од подобрите представи, ако не и најдобра во која јас сум имал можност да играм. Многу храбар проект, многу современ израз. За жал представата немаше некој собствен долг живот ради многу објективни и субјективни причини. Меѓутоа, еве сега баш деновиве, како што спомна, почнавме пак да работиме со Бубе нов текст, па ја користиме приликата кога тој е овде повторно да ја вратиме представата на репертоар, па се надевам дека ќе можеме да ја одиграме некаде на друго место, во Скопје, например, или не знам каде, затоа што представата заслужува да биде видена од поголем број на луѓе. За сега сме биле само на Чернодрински, како што рече, и на фестивал во Враца во Република Бугарија. Таму освоивме награди. Таму освоив награда за мојата улога на Наполеон. Така да, што знам, Коста, кога веќе сме кај представата, ако не се игра некоја представа подолг период, тешко е враќањето, тешко е се она како текст да се повтори за да се научи, или како действие, како оди враќањето на една представа? Како нова представа да спремаш или не? Па сега не е како нова, значи текстот, движењата, мизансценот, песни, ако има во представата, сето тоа стои складирано во некое делче во нашите глави и ти го имаш заборавено дека тоа е таму, не си го кажувал тој текст, да речеме 7-8 месеци, меѓутоа кога ќе дојде време, кога ќе почне да се враќа представата, веднаш ти се пронаоѓа тој файл, така да со неколку проби, еве вчера почнавме со проби на Животинска фарма, планирани се 2-3 проби да се потсетиме прво на текст, потоа на мизансцен, па техника, светло, музика да наместиме, за 3-4 проби, за 3-4 дена ја враќаме представата, значи тоа веќе ти го имаш готово на некој начин. Треба само да се потсетиш, гледаме видео ако има потреба и така. Не, за мене не е нешто специјално тешко, значи процесот си го прошол, 2 месеци си живеел секој ден по 24 часа на ден со тој текст, со тој лик, така да тоа останува во тебе скриено некаде и само треба малку да го буричниш, како се вели, со некоја прачка, па да се појави поново, да се роди истото. Новите представи кога се прават, новите улоги, колку е тешко па да се пронајде тој лик што треба да излези на сцената на премиерата или во сите останати представи? Па сега, не можам да кажам колку е тешко, меѓутоа тешко е, ако не е тешко, тогаш тоа би била најлесната работа на светот, а всушност не е. Значи, ако некои мислат, нели преовладува мислење дека
Тоа е на некој начин, како да кажам, значи, вие во театар што правите таму? Скокате, пеете, играте и научи текстот и тоа е. Значи, текстот да го научиш е најлесниот дел од еден театарски проект. Тешко е да се донесе вистинскиот, да се најде вистинскиот клуч за некој лик. Зависи од многу фактори, зависи пред се од режисерот. Зависи од тебе, значи ти каква комуникација ќе оствариш со режисерот, дали ти се допаѓа некој лик, дали не ти се не секогаш добиваме ликови што ни се допаѓаат, некогаш не си задоволен со тоа, па треба да најдеш начин да се избориш и покрај тоа што не ти се допаѓа да го прифатиш, да му влезеш на ликот, тој да ти влезе тебе исто, како да кажам. Значи не е лесно. Лесно е да се направи лик, тешко е да се направи добар лик. Има ли представи овие последните што излега каде што баш уживаш кога идеш на сцена и едва ја чекаш да е на репертоар представата? Мислиш од последната година, од поновите, па еве како што кажав, Животинска фарма е една од тие представи каде што со задоволство не само јас, туку ја чувствувам енергијата од сите колеги што играат во представата, значи сите сакаме да играме таа представа без разлика, некој има поголема, некој помала улога, значи па не знам друго што да се еве последната премиера што ја имавме со Синиша Ефтимов некаде во декември беше премиерата минатата година Секс, лаги и љубомора. Синиша Ефтимов го знаеме добро кој режисер е, какви представи прави, какви хитови, хит комедии. Јас за прв пат имав можност да играм во една таква комедија, значи во која публиката, како да кажам, значи таков делириум јас немам почувствувано, дури се прашуваме некогаш со колегите што им е толку смешно на луѓето, значи таа представа исто така, кога ќе видиш полн салон, секогаш е предизвик да играш, сакаш да играш пред полн салон, а таа представа, например, досега имам изиграно 3-14 пати, секогаш пред полн салон, секогаш се бара карта повеќе. Сега мала пауза правите заради ладните денови со представите или не? Нема врска ладното со представите? Па не, има врска, ама оваа година не правевме толку голема пауза како порано, например. Правевме премиерата со Синиша Ефтимов ја извадивме некаде на 15 декември, мислам, потоа правевме новогодишна представа до 31 ја игравме, што се вика, и едно 10-12 дена околу празнициве православни и Стара Нова година, Божик, имавме пауза, од 15 јануари пак продолживме, враќавме постари представи од минатата година, имавме проби, имавме представи, така да немаше многу голема пауза, а ладно си е ладно, ама што да правиме сега, се грееме. Колку можеме. Во душата ви е топло, а? И во душата ни е топло, па и и на сцената ни е топло. Колку може да биде топло на тие температури, колку може да се загрее целиот тој простор. Се работи за огромен простор, Струмички театар е баш грандиозен објект во моментот овој кој е. Кажи ми како беше на патувањето, бевте во Вировитица на фестивал, се уште не знаеме дали сте освоиле некоја награда или не, затоа што фестивалот се уште е во тек. Како е убавината на актерското да се пренеси во друга држава, во друго место, локално, дали во Струмица или во Македонија, секој од прилика си знае и кој, кај, какво му е местото и задолженијата, но кога одиш надвор, не те познават, едноставно сите сте им исти. Треба повторно да им се додворуваш и да те засака публиката, макар во таа една единствена представа. Па, јас мислам дека во основата на самиот театар е тоа да го видат што поголем број на луѓе, за тоа ги работиме ние представите, така да ако останеме само на локално ниво, значи речи си ништо не сме направиле, тука ќе го видат 1000-1500 луѓе во Струмица и толку, секогаш е убаво да се излезе надвор, макар до првиот нареден град, ако може да се оди во друга држава, уште подобро. Во патувањето во Вировитица, освен патот што беше мачен, кој што траеше 13-14 сати, самото гостување за мене беше одлично искуство, втора година поред и минатата година јас бев на истиот фестивал со една друга представа. Таму сме многу добро прифатени од хрватската публика и покрај јазичната бариера. Оваа представа што бевме ова година, ние ја играме на дијалект, значи не е ни на литературен македонски јазик, значи уште потешко да разберат нешто. Имавме титул,
Одличен аплаус, одлични критики со луѓето што успеат да поразговарам после представата, затоа што ова година бевме со Шепоти од вода на Срđan Јанакиевиќ, една таква универзална тема која зборува за екологија, за како тоа ние самите си ја уништуваме планетата, како си ги уништуваме и сегашните и идните генерации. И мислам дека тоа допира до луѓето без разлика кој се, каде се. Впрочем, за тоа пример е и многу споменуваниот филм сега Медена земја, кој што нели знаеме што направи. Така да убаво поминавме во Вировитица. Супер. Коста, кажи ми, струмичаните сака да гледаат театар? Знам дека сакат да гледаат комедии, тоа сигурно. Но дали воопшто имате впечаток дека баш градот сака, го прати театарот, доаѓа, ве поддржува? Па сега тоа е релативно, зависи од не знам, зависи од многу работи. Ако треба да одговорам со сакаат или не сакаат, секако дека сакаат. Кога не би сакале, тогаш театарот не би ни постоел тука 70 години во овој град. 70 години не е мал период. Плюс го имаме тука еден од најстарите фестивали театарски во Македонија, кој што е веќе 20 и не знам колку години се одржува, Ристо Шишков. Значи, струмичани сакаат театар. Сега, каков театар, тоа е знак прашање. Не треба секогаш да им се угодува на публиката, значи само што тоа го сакаат, тоа да им се дава. Меѓутоа, исто така, според мене, не треба пак и да не се обрнува внимание на тоа што, значи, треба да се најде некаков баланс. Според мене, доволно имаме на годишно ниво да правиме 3-4 проекти, така да со добро планирање може да се направи проект што ќе биде, да кажеме, комерцијален, комедија, кој што ќе дојдат да го видат многу луѓе, и да се направи некој друг проект кој ќе биде некаква класика или не знам нешто, некаков алтернативен театар кој што можеби нема да придонесе толку публика, меѓутоа мислам дека за секоја квалитетна представа, без разлика дали е комедија, ете Животинска фарма не е комедија, па исто така имаше интерес, исто така луѓе ме среќаваа низ градот и ми изборуваа за представата, луѓе што не ги познавам, не кажувам за мои пријатели. Така да ако им го погодиш нервот со некоја представа, без разлика, да, струмичани, да, сакаат да доаѓаат на театар. Кажи ми, младите се едуцирани, повторно ќе кажам, вие имате улога не само да ги засмејувате или да ги едуцирате по возрастната публика, но сигурно дека од младите, од малечките деца, прво треба да ги научите дека треба да дојдат во театар и затоа се прават можеби и детски представи. Не знам, ја имавте Јованче и Марика? Да, Јованче и Марика, Петар Пан правевме. Што друго беше? Едноставно треба да се научат и да видат како е. Од мали нозе се учи детето. Да, ние, например, тука во Струмица последните 10 години заедно со едни мои колеги имаме друштво, како се вика, заборев, официјалниот назив како му е, Думон, за работа со ученици, со млади луѓе, со тинејџери. Работиме преку лето, значи правиме веќе 7-8 години подред, цело лето ни е зафатено, правиме летна школа за театар, заедно со 2-3 мои колеги, каде што учествуваат ученици од 1 до 8 оделение. Има интерес секоја година многу, значи младите се интересираат за театар, се појави еден феномен што мене ми беше интересен во тие години, место родителите да ги носат децата на нашите представи на театар, тие деца што доаѓаа кај нас на училиште, тие ги носеа после родителите на нашите представи. Така да се трудиме да едуцираме деца, да како што кажа, да го засакаат театарот од мали нозе. И па се радувам, има се повеќе и повеќе млада публика што доаѓа на нашите представи во последно време. Што се случува за оние кои што треба да се одлучат што ќе студираат? Затоа што Струмица, ако нема нови, нема да дојде некој, можеби и ќе дојде, но многу поретко ќе иде некој скопјанец да дојде да работи и да живее во Струмички театар. Значи, повторно треба да излегуваат кадрите од самиот тоа место. Колку вие им помагате на тие што сакаат да се запишат и колку ги бодрите тоа да го направат? Па им помагаме како што и нам ни помагале, да кажеме, постарите сега колеги, кога ние сме биле во тој период пред заминување на академија. Токму со таа цел е исто тоа летна школа што кажав пред малку, значи
Тие деца, некои деца пораснаа со таа летна школа, ето ги знаеме кога беа 8 години, сега после 8 години тие се веќе 16 години, тинејџери, некои од нив планираат да се запишат да продолжат со глума, некои можеби не. Значи ние сме тука секогаш отворени за помош, за разговор со нивните родители, за Има неколку кои што веќе студираат? моментално мислам дека нема, има завршено едно 3-4 млади актери мажи од Струмица, 3-4 така нешто, некој во Бугарија, некој во Скопје. Мислам дека не се вработени, ете би апелирал да се потрудат, да кажеме, надлежните да се отворат работни места за тие млади луѓе, за да не ги, нели, да не ни избегаат. А јас не сум слушнал сега да има некој што студира од Струмица, можеби да има, што јас не го знам, а тоа си сосема во право, дека ни треба кадар кој што ќе потекне од тука, затоа што тешко се решаваат луѓе од други градови да дојдат во Струмица на работа. Уште да завршиме со новиот проект со тетовирани души. Со Бубе соработката со животинска фарма беше одлична. Како мислиш дека ќе продолжи на овој проект? Па ова ќе ми биде трет проект со Бубе. Правевме и крвави свадби пред 5-6 години. Па знам како ќе биде, затоа што веќе мислам дека доволно го познавам. Трет пат ќе ни биде како што кажав и тој мене ме познава, значи знам дека ќе помине се во најдобар ред, во најдобра атмосфера, без некакви тензии, без некакви непотребни расправи. Бубе е режисер со огромно искуство, тој секогаш знае што сака, па дури ако некогаш не знае што сака, знае на кој начин да дојде до тоа што му треба, знае како да ги мотивира луѓето, глумците, знае како да работи со глумци, тоа е од неговото искуство. И мислам ќе направиме добар проект. Горан Стефановски се нема играно тука во Струмица едно 3-40 години, баш сега зборувавме за тоа. Така да мислам дека ќе биде пред се интересно за нас како актери да работиме со Бубе, се надевам и за него, затоа и дојде тука, а и за публиката ќе направиме добра представа. Едва ја чекам да излезе, да видиме како ќе биде сето тоа. Коста, ти благодарам многу што ни беше дел од Мајкша сцена. Уживам навистина и кога те гледам на сцена и кога разговараме. Ти посакувам успешна 2020 година, како и претходните години што ти беа, и ти посакувам само убави проекти и убави улоги да имаш. Па ти благодарам и јас на убавите зборови, на поканата уште еднаш да гостувам во твојата емисија, и јас исто ти посакувам долговечност на емисијата. Така да се дружиме, што е можна почест. Фала ти. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Добре дојде во Мајкша сцена и за Јасмина Вучкова. Здраво, Јасминче. Здраво, Живо. Јасмина ми е омилен лик од струмичаните. Стално уживам кога сум со неа приватно. Си знаеме се. Можеме дел од тоа да го споделиме. Значи, Јасмина ни е мажена и има бебенце 2-годишно, детенце веќе. Да. Кое што ни е театарско дете на некој начин, затоа што уште од мало, уште додека цицаче, си го носеше со тебе сегде каде и По додеше. фестивали, да. По фестивали? Уште од мал е бил на неколку фестивали во државава и надвор од држава. Значи знае се што се Знае, случува во да. театарот во Македонија. Да. Сега пред 3 дена се вративме од фестивал во Хрватска од Вировитица, и тогаш не го зева веќе затоа што е малце И поголемо. подобро што не го зеде, пошто 16 сати патувавте колку што разбрав. Да, многу пат. Многу и на брзина беше се.
За 3 дена отидовме, игравме и се вративме и половина од времето поминавме во пат. Баш така. Што значи патувањето за актерите? Се наполнуваат батериите, енергијата се разменува. Еве во Вировитица одите втора година поред. Да. Што значи еден актер да излези од рамките на локалното каде што работи? Знаете, приватните фирми прават тимбилдинг за зајакнување на тимот. Ова за мене е нешто слично. Се оддалуваме од дома и таму сме повеќе време заедно, нон-стоп цела екипа. И се зближуваме на секој можен начин. Ако не бевме така позитивно настроени, зближени и насмејани, немаше да издржиме толку многу сати да патуваме во еден мал простор, мини бус комбе. Преку смеја и забава го издржавме тој пат од 15 часа патување во мал простор како за джуџиње беше. Тоа значи патувањето. Фестивалите се многу добри, затоа што можеш да размениш не само култура, веќе кога се работи за друга земја, искуства, професионални и да видиш каде се наоѓа театарот твојот, матичен театар, за разлика од тоа што овде по матичните театри, кога гостуваме или кога одиме на фестивали домашни, е многу различно од патувањата надвор. Затоа што овде и си слушнал кој што подготвува, кој режисер, се познаваме меѓу себе, мала земја сме, додека кога го излегуваме надвор, немаме реална представа со до каде се стигнани со театарот, конкретно, еве, последното гостување Хрватска. Имавме можност да гледаме нивна представа, толку беше времето кога пристигнавме и да се споредиме што сака таа публика, што и нудат хрватите на публиката како театарски производ. И заклучокот е дека тука некаде сме. Театарот се занимава со проблемот на човекот. И секаде тоа е она најважното. И таму се занимаваат со истиот проблем, со проблемот на човекот, неговата екзистенција, филозофијата, смислата на животот. Но стилот на игра е поразличен. Многу се поисчистени. Публиката е многу покултурна. Она што секогаш си го мислев по завршувањето на театарската представа, без разлика со кој квалитет е представата, публиката веднаш станува на нозе, се едно сака да си оди, ракоплеска, но е облечена нели во палтиња и го нема тој момент на оддих, например во Хрватска, публиката си седеше, имавме 2 минути аплауз, публиката си седеше и си ракоплескаше и не вратија повторно на бис, пак си седеше и ракоплескаше, додека ние не се повлековме и тогаш таа се замина. Јас завршив актерска игра во Бугарија и таму го има истото нешто, но за разлика од тие две земји, овде кај нас, оно што мене ми пречеше е дека веднаш ќе станат и ќе си заминат, нели? На нога аплаудираат. Додека за мене чинот на станување е многу по-возвишен, кога не можат долго време се аплаудирале седејки и не можат веќе да издржат од толку многу што било добро, па стануваат и дополнително аплаудираат. Тоа треба да биде за мене барем плюс аплауз. А овде како се едно да нема некој критериум кај нас. Тоа ми остави печаток и многу се важни фестивалите за нас актерите. За да размениме, за да се видиме кој докаде е уште што треба да направи, да се збогатиме повеќе. Играш во многу представи, посебно сега на репортар. Во последно време направивте 3-4 нови проекти за неколку месеци сето тоа и скоро во сите си делот. Да, после моето породилно отсуство, сега играм во сите представи, затоа и малиот патуваше со мене, затоа што беше неминовно. И најмногу комедијата е сака, претпоставувам. Не се смејат луѓето и се вика шо ова смешно е нешто. Уште не е бил да гледа, мал е уште. Само на концерт е бил и многу сака музика и тој да пее и сите да му аплаудираат. Играм во сите проекти и фала Богу што е така.
многу го сакам театарот и се преродив на ново кога почнав пак да играм. Имаме една хит представа, Секс, лаги и љубомора на Синиша Ефтимов, во која го играм ликот на куќината помошничка, која прави сите заврзани. да, околу неја што се случува се и беше вистинско уживање. Значи, имав можност во претходната комедија, веднаш кога се вратив од породилно отсуство, забрането смење, да доживеам преполни сали, нема билети, сите представи распродадени. И тоа беше тоа беше врв. А сега мислев дека беше врв забрането смење, ова го надмина врвот. Значи тотално аплаузи на отворена сцена, овации. Ми се случи да не можам да си го кажам текстот, до толку многу се смеа. Ме сраќаваат, луѓето по улица ме поздравуваат, ја гледат представата по 4-5 пати, довлекуваат со нив друга публика. Тие ни се најдобрата реклама. Публиката кој веќе има гледано представата е ама вистинско уживање. Уживам додека ја играм. Верувам. Птен ми е ке. Паметно би било, менаџерите ако се паметни, таа представа да дојде во Скопје и да се игра една недела. Тоа би било идеално, да може да ја видат. Со Синиша баш го зборувавме тоа, додека ја правевме представата, тој е режисер, имам и во некое друго интервју, мислам дека слична изјава кажав како сега ова што ќе ја кажам, дека тој е режисер, за прв пат работам со него. Толку голема слобода дава на актерот во процесот на работа, што мене ме пушти онака, да правам што сакам. И половина од ликот што го зборува Ева, мојот лик, кој го прекрстивме заради ситуациите во представата, се лично моја импровизација. И тој го задржа тоа и ми рече само надоградувај, не се опирај. И се смееше многу, се забавуваше и вели ова представа треба во Скопје да дојде, дефинитивно, да. Многу представи, не само таа, треба многу представи да дојдат, да треба да се излези од рамките. Знаеш дека ние никогаш немаме гостувано во Македонскиот народен театар, можеби сме единствени од сите театри од кога се направи новиот театар. Во новиот објект. Да, во новиот објект. Да. Тоа би било, таму има и мала сцена и голема сцена, така да би било идеално со многу представи да дојдете да гостувате. Да. И овде кога си разменуваме мислења со колегите, дека навистина имаме сознание дека другите театри веќе имат гостувано. И тоа беше првата година кога се отвори театарот, беше тоа и идејата да дојдат сите театри од внатрешноста да гостуваат и мислам дека повеќето и отидува, можеби сме единствени кои не сме отишле. Ајде сега. Ајде време. 2020 година мора некои промени да направат. Едва и чекаме новиот театар да ви излезе. Леле, ова со театарот веќе стана. Секоја година го чекаме. Секоја година го чекаме, нели надежта последно. Ти уште немаше ни дечко. Кога требаше да се вселите. Многу мала бев, нели? Полека Мислам и си најде и дечко, си се омажи дете. 6-7 години или 7 години веќе да, ова Фејсбукот ме подсетува кога бевме да ставиме да помогнеме со темелите, кога ставивме бетон со лопати. Сега уште некои прозорци да ставите и мислам да се заврши приказната. Прозорци има. Има прозорци, добро. Да, можеби ако е отворено може да се снима, значи надворешноста е направена, сега последните информации дека има одобрено средства за внатрешно уредување. Супер. Но многу бавно се движи сето тоа. Бавно, не, па кајна што се движи брзо. Само глупостите кајна се движат брзо. Се што е паметно се движи бавно. Ај па добро, немам коментар. Што да очекуваме од 2020 професионално? Професионално? 2020-та, еве сега почнавме со нов проект Тетовирани души, Горан Стефановски, режија Љупчо Ѓоргиевски Бубе. Денес е втора читачка проба. Која улога играш? Улогата на Маре. Се чудев зошто ми ја даде тоа улога кога ми ја даде, но кога ја прочитав веќе знаев зошто ми ја даде. Што да очекуваме, еве сега баш ти не зеде од проба, сум земена овде на интервју. Разговаравме со Бубе, анализиравме. Тоа е така, тој тип на работа го има режисерот.
и на последната животинска фарма што беше, предпоследната представа кај нас и ова, многу време анализираме текстот и тој сега кажа дека сака заедно да ја направиме представата, нема некоја визија. И е подготвен вака помодерно да ја направиме, но уште не сум сигурна, ете сега те прва влечеме информации од него што сака да биде представата и не знам како сака да го направам ликот и јас како сакам. Сега ќе истражуваме во процесот на маса. Да, главно модерен лик ќе биде, така? Па би требало. Знаејќи тебе ќе биде супер лик. Фала. Ти благодарам многу што не беше дел од магична сцена. Благодарам што дојде и што се видовме после толку време, да. Толку време. Во Прилеп се видовме. Во Прилеп последно, да. Последно. Се надам дека убава ќе не биде 2020 година, Да. и на професионален и на приватен план. Така, нека нека расти биде. детето, па ќе следува второ, трето, не е ни битно. Здравје само да има. се да си оди поред. Да. Ништо, ти посакувам среќа, насмевка, она што те красеше во изминативе 5 години, колку те познавам, да те краси во следните 55 години. О, фала. Да сме здрави и живи и се така среќни и насмеени. Така, фала ти многу. Фала и тебе.